Многу млади лекари кои што се вработени во јавната здравствена установа и ги обезбедило Министерството. Ова се само дел од почеток на тоа е повишувањето на платите на лекарите на Република Македонија. Ние сме во фаза за изготвување на закон за млади. Господине Зоран Заев, повелете. Благодарам, Огњан. Почитуван министер за здравство, доктор Венко Филипче, почитувана доктор Мери Лазарова, пратеничка во Собранието на Република Македонија, почитувана председателка на Сдружението на лекари специализанти, доктор Билјана Додева, почитуван доктор Никола Брзанов, председател на клуб на млади специализанти, почитувани млади доктори, едината на здравството во Република Македонија, почитувани медиуми, почитувани гости. Многу пати досега сум кажал дека младите се движечка сила на едно општество. И за оваа изјава стојам 100%. Само со помош на енергијата на младите луѓе, Македонија ќе се движи напред. Важни се сите млади, но вам, почитувани идни специјалисти, ви одавам почит, бидејќи вие се грижите за останатите, ги лекувате болните, им помагате на нашите сограѓани. Затоа, почитувани млади доктори, се чувствувам особено почестен што денеска имам можност да ви се обратам и веднаш сакам да ви уверам дека владата која што ја предводам, владата на нашата Република Македонија, заедно со Министерството за здравство, прават и ќе продолжат да прават се за да ве задржиме, да останете и да работите дома во здравствените установи во земјата. За жал, во изминатите години изгубивме многу талентирани и едуцирани доктори. Во потрага по подобри услови за работа, тие се иселија по европските земји, низ целиот свет. И тоа сите се согласуваме дека мора да сопре. Треба да сте тука, во родните огништа, блиско до своите семејства. Владата на Република Македонија донесе предлог програма за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специализантите, односно субспециализациите на здравствените работници вработени во приватните здравствени установи за 2019 година. Како резултат на имплементацијата на оваа програма, пациентите ќе добиваат здравствени услуги по највисоки стандарди. Младите доктори значително ќе се доусовршат, со што навреме и прецизно ќе се диагностицираат болестите. За ова намена обезбедивме доволно средства во буџетот на Република Македонија за следната година. Исто така, во програмата за работа на владата за периодот од 2017 до 2020 година, со низа мерки гарантираме дека ќе создадеме достапен, квалитетен и долгорочно финансиски одржлив систем за здравствена заштита. Со тоа ќе обезбедиме достоинствени услови за вас, за ваше професионално надградување. И секако ги изголемивме вашите и платите на сите доктори, односно ќе ги изголемиме. Тоа за вас ќе биде дополнителна мотивација да бидете посветени на својата работа, соодветно да се грижите за своите пациенти. Ветивме дека до крајот на нашиот мандат платите на здравствените работници ќе бидат двојно зголемени. До 2020 година, кога дел од вас веќе ќе бидат специјалисти во одредена област, платите на докторите специјалисти во терциерното здравство скалесто ќе се зголемуваат и ќе изнесуваат минимум 100.000 денари, односно 1.600 евра. Исто така, знаете дека отпочната и процедура за изградба на нов современ и функционален универзитетски клинички центар во Скопје, кој ќе гарантира високо квалитетни здравствени услуги на населението во целата држава. Но од неговата изградба секако и вие ќе имате бенефит. Ќе работите со најсовремена медицинска опрема во услови идентични на условите во медицинските центри во Европа и пошироко. Почитувани специализанти, со поголеми плати, со подобри услови за специализација и за практично учење, ќе создадеме атмосфера поради која нема да сакате да заминете и ќе останете во вашата Македонија. Тоа е наша желба, се надевам ќе остане и ваша желба. Знам дека промените почнуваат да се чувствуваат. Специализантите кои се пријавиле на конкурсот пред почетокот на оваа година, вклучувајќи ги кофинансираните, веќе добиваат плата. А од овој месец плата ќе добиваат и оние од вас кои се пријавиле на конкурсот во јануари оваа година. Дополнително, за да го зголемиме бројот на специјалисти во државното здравство, сакам да најавам дека ќе воведеме специализација за најдобрите 10 студенти во секоја генерација и ќе се зголемат квотите на државните специализации. Секако предност
ќе им дадеме на дефицитарните специализации според потребите на здравствените установи и регионите во Македонија. За време на специализацијата, приватните специализанти ќе добиваат плата и придонеси во висина на минималната загарантирана плата за општ лекар. Сакам да истакнам дека подготвуваме и план за вработување на доктори според потребите на здравствените установи во земјата. Нашите првични анализи од терен покажуваат дека само во Скопје недостигаат над 100 доктори, а бројката во целата земја е повеќе од тројно поголема. Затоа, почитувани млади лекари, ве повикувам да ја зграбете секоја шанса која се нуди. Искористете ги сите можности и барајте повеќе ако сметате дека треба. Си требаме взаемно. Република Македонија не смее да си дозволи да изгуби ниту еден од вас. Пациентите, нашите сограѓани, го заслужуваат најдоброто. Како што вели заклетвата, својата професија ќе ја извршувам совесно и достоинствено, најважна грижа ќе ми биде здравјето на мојот пациент, ќе ги почитувам тајните што ќе ми се доверат, во вршење на должноста кон болниот нема да внесувам никакви предрасуди во однос на верата, националноста, расата, политичката и класната припадност, ни под заканување нема да дозволам моите медицински знаења да се искористат спротивно на законите на хуманост. Ова е само мал дел од заклетвата на која се заколнавте сите и гледајќи ве денеска овде, сигурен сум дека ќе ја почитувате во целост. Ви благодарам на вниманието.